Мирно и без големи турканици низ поликлиниките по алармо за прогласената епидемија на морбили во Скопје. Лекарите смируваат, но и критикуваат. Велат место за паника нема, но родителите мора сериозно да пристапат кон проблемот. Велат ако не се носат децата навреме да се вакцинираат, постои голема опасност да завршат со фатални последици, но и низа болести со кои не може да се справи детскиот организам. Постои секако опасност, да. Значи, опасност за детето како поединец, како поединка, да се зарази од болестите, значи, од кои што штити вакцината, како и опасност, нели, за околината, како што е ситуација во моментов. Последиците да се заболи од ситна сипаница. Това, значи, болест е малку посериозна, има и компликации, кои што некогаш може да бидат и фатални. Родителите и натаму се скептични за квалитетот на вакцините и покрај уверувањата дека набавката пристигнала од добра белгиска компанија, денеска не беа расположени за коментар повеќе. Градинките веќе ги затворија вратите за децата кои не примиле вакцина. Забраната за прием ја донеле за да се запре ширењето на болеста, која според лекарите е заразна и предизвикува тешки компликации, но може да доведе и до смрт. Последните контроли од пред неколку дена на Институтот и на Центрите за јавно здравје покажаа дека околу 15.000 деца до 14 години не ја примиле вакцината. Казните за родителите кои нема да ги вакцинираат децата се од 350 до 650 евра. Инаку бројот на деца кои се вакцинирани надмина 900 и истиот постојано расте. Според министерот за здравство Венко Филипче, епидемијата на морбили се очекува да заврши за околу 2 недели, колку што е периодот на инкубација од моментот кога последниот пациент со мали сипаници бил примен на инфективна. Од Сдруженијето на педиатри на Македонија вела дека повикот е од особена важност за децата кои се обкружени со лица со намален имунитет. Со вакцинацијата велат се намалува ризикот за пренесување на малите сипаници кај децата, но и кај повозрасната популација.